Со здравие да ги користите и да си ги чувате за да траат подолго. Вака лани во август, Зоран Заев го благослови ставањето во употреба на првите 4 екоавтобуси на метан во земјава, наменети за јавниот градски превоз во Прилеп, кои чинат импозантни 1 милион евра. Но денес, само 11 месеци подоцна, прилепчани со право си го поставуваат прашањето дали во градот има или пак нема градски сообраќај, бидејќи според информациите до кои дојде Алфа, дури 3 од 4 нови автобуси болиди не се во функција. Едниот по неколку месечното сервисирање во Скопје, завчера бил вратен во Прилеп, но повторно не бил во возна состојба, а додека другите два пак, поради други помали дефекти, подолго време стојат гаражирани во Прилепскиот терминал. Како потврда на ова е и фактот што во последниве безмалку 2 месеца, делумно условено и од корона кризата, низ Прилеп сообраќаат само 2 автобуси, еден стар и крајно небезбеден и еден од новите. Возниот ред им е само по 4 часа предпладне и исто толку попладне, што секако е далеку од потребите на прилепчани. Со цел да дознаеме што навистина се случува со автобусите, секој вреден по 250.000 евра, телефонски го побаравме директорот на јавното предпријатие за ПУП, Илија Ивановски, кој кога слушна за што го бараме, пред да ни ја спушти слушалката, кратко ни одговори дека бил на состанок во Скопје и дека штом ќе заврши, тој ќе не побарал. Инаку и самата набавка на овие автобуси минатата година беше проследена со низа контроверзи, на што и локалните опозиционери постојано укажуваа. Тие се сомневаа за наместен тендер со единствениот понудувач фирмата Автокоманда, како и за енормно високата цена од 250.000 евра по автобус. Исто така проблем беше, а и остана, тоа што во Прилеп нема ни пумпна станица за метан, па автобусите се уште гориво танкираат во Битола. Од друга страна, сомнежите за оваа баснословна сделка, која беше предизборно ветување на актуелната локална власт, периодов дополнително се зголемуваат и со постојаното расипување на автобусите, иако градоначалникот Илија Јовановски тврдеше дека станувало збор за нови, а не за репарирани автобуси од јапонската марка Исузу и дека цената и условите под кои се купени биле одлични. Овие 4 автобуси ги зедовме сега, а плативме само еден. И во наредните 3 години ќе се отплаќаат по еден автобус. Тоа е добро и то без кредит, без камата и без никакви додатни трошоци. Прилеп за прв пат градски сообраќај доби во 2014 година, кога беа набавени 6 автобуси и сообраќаа на 3 линии.